Благодарам. Колега Кари Луквенец, како реплика на контрарепликата тоа што последно го кажавте. Наместо да вршите анализа на мојот ментален склоп и на што се базира мојот сомнеш за овој предлог закон, требаше конкретно да ми одговорите. Кој законски текст е точен? Онаа што го читавте или онаа што ви е напишано во предлог закон? Одговорете ми, кој законски текст е точен? Оној без алинејата која што ја прочитав или овој што го има во предлог законот текст на одредбите кои што се менуваат во кој што ја има таа алинеја? Алинеја која што може би е била некоја драфт верзија за измени на законот, која што за мене е прифатлива и измените, односно анекс на договорот, се прави по иницијатива, барање на јавниот партнер. Никако и никаде на барање на приватниот партнер. Тука е проблемот. Инаку, да бидеме искрени, се случувало икс пати пратеници да предлагаат закони. Овој закон не е ваш предлог. Овој не е ни ваш, ни на Агим Шакири, ни на Ристе Ташев, на Анета Симанска, Диманска, не знам уште кои други беа подпишени. Овој е закон од владата. Јануари месец 2018 беше на изјава на министерот за транспорт и врски дека карго аеродромот во Штип нема да се гради, наместо тоа 45-6 милиони евра ќе се пренаменат за водоводи и канализации. Од тогаш до сега владата можеше да направи измени на законскиот текст. Дополнително во Законот за концесии за јавно-приватно партнерство, во членот 13, ева да ја подсетам да го читате основниот закон, е предвидено да постои Совет за јавно-приватно партнерство. Тој Совет за јавно-приватно партнерство предлага проекти, врши промоција на јавното приватно партнерство, дава предлози за изменување на прописите од оваа област. 15 члена има од Министерство за економија, Министерство за транспорт и врски, Катастар и други институции, и тие работат во тој Совет за јавно-приватно партнерство, колега Локвенец, со надомест. Сега тие нема да предложат измени и дополнување на законскиот текст за да дојде до реализација на пременамената на инвестицијата на ТАФ наместо согласно основниот договор, наместо во карго аеродром во водови и канализација, до вас пратениците преку ноќ по скратена постапка од вас дојде идејата за измени и дополнување на законскиот текст. Дајте да бидеме искрени. Зошто предлогот го немаме од оние кои што се најодговорни тоа да го предложат во оваа собрание? Затоа што се крие друг момент зад кој што вие пратениците и ова парламентарно мнозинство треба да бидат параван. Затоа што никој не ќе изгледа под тие услови што ги сака владата да подпише анекс на договорот. Ова е преседан. Ова ќе значи отварање на нови можности, на предвидување на некои работи не напишани во првичните договори за јавно-приватно партнерство и отварање на простор за многу анекси на договори. Полна ви беше устата во минатото за анекси на договори, сега отварате голема врата, лесно, ефективно да се завршуваат анекси на договори во јавно-приватно партнерство на барање на приватниот партнер. Јавниот партнер ја дава на користење собственоста врз јавното добро. Приватниот партнер има обврска кон крајните корисници да ги испорача услугите согласно договорот. Ако се изменат условите, убаво исчитате во членот 41 е предвидено на барање на јавниот партнер, односно на државата, градот Скопје или општините или јавните предпријатија во државна собственост да се склучи анекс на договорот првично предвиден во тендерската документација. Вака не создавате еднаков третман на сите
потенцијални приватни партнери. Затоа што преку оваа можност му возможувате на оној приватен партнер кој што ќе го склучи основниот договор да дојде до дополнителен бенефит со анекс на договорот кој што не го знаат другите конкуренти за склучување на договор за јавно приватно партнерство. Зошто онака како што е напишено во вашиот текст на одредбите кои што се менуваат, ова не е случајно тука. Ова мора да е некоја драфт верзија која што е во ред. Ќе ја прочитам, да ја слушнат сите уште еднаш. Доколку се утврди престанок на интересот за исполнување на предметот на договорот на концесија, не може да се гради карго авион, отружена ветрови, не знам што и така натаму. Физибилити студија ќе се направи сите работи, а не како што ви кажете вие врз база на што стои во вашиот предлог, врз база на изјава. Врз база на изјава. И како последица од надворешни и друг вид на објективни влијанија. Ова е растегливо објективни влијанија од тука до јужниот и до северниот пол. Значи ќе ја дочитам. Концедентот ќе го ослободи концесионерот од нејзино исполнување под услов истиот договорната обврска да ја реализира во полн износ во добро од општи интерес по претходно добиена согласност од владата, општината или градот Скопје. Еве ја, ова е одредбата што треба да се вметне во овој закон, а не да создадаме услови на иницијатива на приватниот партнер да се склучуваат анекси на договори. Зошто со оваа одредба не се создадат услови за да се склучи анекс на договорот со ТАФ? Еве ве прашувам зошто. Вие сте ја напишале, од вас е предлог законот, нели така викате? Вие сте предлагачи. И зошто сега кога ги читавте алинеите од членот 47, не ја прочитавте таа одредба? Ја нема во основниот текст на законот. Може ли ваков закон да помине во кој што имаме ние текст на одредби кои што се менуваат, цитиране член 41, а фактичката состојба не е таа. Не е тоа член 41. Во основниот закон ја нема таа алинеја. А вие во предлог законот сте ја напишале. Шо е ова? Тоа се прави во брзини преку ноќ предлагање на закони по скратена постапка, демек од пратеници. Така ли, кои беа вашите залагања? Ке немаше закони по скратена постапка, ке беше се јавно, транспарентно, дебата ке имаше во ова собрание, ке беа вклучени сите засегнати страни. Сега нема предлог од Совет за јавно-приватно партнерство од 15 члена платени со надоместок, формирани од владата, има предлог од група пратеници. За област за која што треба да се признаеме дека колку ја владееме. И појма немаме се што има во договорот за конкретно за што го носиме законот, договорот со ТАФ. Јасно е, без да правите анализа на мојот ментален склоп или на било кој други од колегите кои што дават сомнеш во овој предлог законски текст, дека вие сте параван за заскривање на одредени намери на владата. Реплика.